Обидите да увезат работна сила од странство многу компании, но и владата ги претворија во туристички агенции, олеснувајќи им го патот на азијците до Европската унија. И тоа што го видовме изминатиот период е дека работодавачите во Македонија или владата стана со идејата да се увезува работна сила како една голема туристичка агенција. Им плаќаат превоз од Непал до Прилеп, ако не се лажам, последниот случај беше, и потоа овие оттаму му одувнуваат за Германија. Моментално, значи остануваат ден-два додека соберат сила, додека ги наполнат батериите и потоа овие кукаат дека им избегале, дека не можеле да ги најдат, па ние не сме робовладетелско општество, па да им ги земаме на луѓето пасошите, да ги затвараме навечер за да не излегуваат и слично. За синдикатот, еден од клучните проблеми е се уште арогантниот однос на функционерите во јавните предпријатија и другите установи. Нема во држава се нема одговорност. Не може министер или директор на некој јавно предпријатие да се понаша како да е тоа негова компанија. Овој работник ми досади ќе го избркам, не плаќам ова. После преку тужба, преку судови, преку извршители да плати некој неколкократно и тој да нема одговорност. За високите функционерски плати, ставот на синдикалецот Ристиски е следниов. Нека земат. Еве, покрај нив и ние ќе бараме, вие дојдете, дајте на нас. Меѓутоа, таа плата си ја заслужат. Зашто јас тврдам, има политичари, има министри, директори кои што отворено секој сум зборувал, гарантирам дека ќе работат и без плата. Што говори кон тоа? Тие од платата не живеат. Ја да земат 2000 евра плата. Ајде сега по еден министер да тргнеме ние или по некој директор на некој јавно предпријатие или не знам по кој некој политичар, 2000 евра плата да земи, со него да седиме месец дена сите тие трошкови што ги прави. По ресторани, по друштво, по облека, по храна, по екскурзии, едно друго, да видите колку пари му се потребни. На 1 мај, обединетите синдикати организираат протест. Дали работниците ќе заминат на скара или ќе се приклучат на протестот? Или скара, или плата. За да добиете поголема плата, за да може да преживеете и за да може да купите таа скара на 1 мај, да го поминете денот со вашето семејство на пикник или во некој добар ресторан, ви е потребна плата. Колку поголема платата, толку помало желбата за протест. Колку помала платата, веројатно толку поголема желбата за протест и ние ги очекуваме работниците да ни се придружат нам на синдикатите. Синдикалните лидери овие ставови ги искажаа во емисијата Клик Плюс на телевизија 21, откаде потврдија дека конечно оваа година синдикалниот првомајски протест за прв пат ќе го организираат заеднички.